Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. За 20 дена ќе се одржи традиционалниот струмички карневал. Но оваа пресконференција не се однесува на карневалот и на тенденциозната одлука на Министерството за култура и на министерката Елизабета Канчевска-Милевска, оваа репрезентативна манифестација од национален интерес да не добие ниту еден денар од ова министерство. Струмичкиот карневал ќе го биде и без таква подршка и веруваме дека ќе го зачува високиот рейтинг во светски рамки. Значи, карневалот не е тема на оваа пресконференција. Карневалот ни служи само за да констатираме дека на членовите на Советот на општина Струмица од ВМРО-ДПМН и пред неговото одржување им паднаа маските, покажувајќи ги своите вистински лица. Паднаа маските на 49-та седница на Советот на општина Струмица, која по волја на советниците на ВМРО-ДПМН не се одржа бидејќи не го гласаа дневниот ред на истата седница. Новонастанатата состојба со добивањето статус на пратеници на двајца доскорешни членови на Советот на општина Струмица и со моето именување за заменик градоначалник на местото на поранешниот градоначалник Зоран Заев, советниците од ВМРО-ДПМН ја искористија за класична блокада на работата на Советот. Тие докажаа на дело дека поважен им е партискиот, а пред се личниот интерес, отколку интересот за граѓаните. Па така, наместо да се грижат за запишувањето на учениците во прва година во средните општински училишта, за формирање на координативно тело, за заштита од дискриминација, за резервирање на средства, за експроприација во општинскиот буџет или за донесување на важни одлуки од областа на урбанизмот, нешта кои беа опфатени со дневниот ред на седницата, тие повеќе мислеа како да зграбат столче за себе во комисиите и на тој начин да го остварат својот личен и теснопартиски интерес. На тој начин се виде кој колку се грижи за општина Струмица и нејзините граѓани. Различниот аршин кој на мала врата сака да го спроведе ВМРО-ДПМН во однос на пропорционалноста во комисиите, при што едно правило важи за централната, друго за локалната власт. Во најмала рака е смешна и несериозна работа. Повеќе од очигледно е дека оваа партија предвремено ја започнува кампањата за локалните избори, а граѓаните на општина Струмица ги става за жал во втор план. Таквиот однос и паѓањето на маските потврдува дека сите изминати 4 години делувањето на советничката група на ВМРО-ДПМН било во функција на задоволување на потребите на партијата, а не на потребите за жал на граѓаните. При тоа, една работа треба да им биде совршено јасна. Граѓаните добро знаат и граѓаните не забораваат. Ви благодарам.